Нема интернет. Ова го добиваат како одговор диабетичарите во поликлиниката Јане Сандански, кои во очај да дојдат до неопходната инсулинска терапија, со денови се мачат да добијат рецепти. Иако процедурата е телефонско продолжување на рокот за важење на рецептата, тоа што нема интернет е апсолутна опасност. Како е возможно во воредна состојба оваа екстремно ризична група на луѓе да бидат оставени на милост и немилост? Револтирани се. Интернет не работи. Денеска пак интернет не работи, не даваат инсулин. Што сакаат? Пациентите да од диабет да поумрат? Јас вчера дојдов и денеска исто. Нема интернет и си разговарат на телефон, нема. Инсулин. И има? Нема инсулин. Колку дена веќе? Па не знам, ја и вчера бев и денеска нема. Јас сум дојден за инсулин да земам. И? Година дена се снаоѓам лево, десно, неќам да им досаѓам по вратите, да идам да тражам. Јас работев во болница до јуни месец. Некоја што таден ми даваат луѓето. Сега немаат интернет, еве 2 дена. Замаката да биде поголема. Аеродромци се пожалија, оти биле препраќани да одат дури на другиот крај на Скопје, во Ѓорче Петров или пак Карпош или Битпазар, за да земат документ за неопходните лекарства. Да, сега да идам во Ѓорче, на Битпазар, не знам каде, па јас сум 30 км, 30-60 км, што ќе идам у Гевгелија да земам тоа. Идете вика во Битпазар, видите ако ви дадат таму, ако има. Додека граѓаните се револтирани во паника, надлежните за Алфа се правдаат и уверуваат дека денеска наводно проблемот бил надминат, со што во штуро соопштение на неколку поставени прашања од Алфа без конкретни детали велат проблемот бил од техничка природа. Проблемот со интернет во Јане Сандански е решен. Истиот беше од техничка природа. Сите пациенти може да ја добијат соодветната потребна терапија. Инаку во земјава бројот на диабетичари постојано се зголемува. Над 250.000 граѓани се заболени од диабетес, од кои околу 70.000 пациенти се на инсулинска терапија.